Благодарам, подпредседателе. Почитуван колега Стевананџија, ова што се случува сега, ова што се случуваше во изминатата година, всушност е тоа санирање на состојбата каква што е затекната од 11 годишното владење на ВМРО-ДПМН. Тоа што сте посеале 11 години, сега ние жнееме. Вие сте, колега, трет мандат пратеник, доаѓате од образование. И навистина ви забележувам, како и сите други просветни работници, како воопшто не се загриживте за статусот на просветните работници. 11 години, ако вие ги зголемувавте по 5% платите, сега ќе беа поголеми 55% од сегашниот, нели, од сегашната плата што ја имаат колегите. Ако вие барем не по 7, по 5 училишта реновиравте, ние ќе имавме сега реновирани 55 училишта, а катастрофална е состојбата кај сите училишта. За ваша информација, не е точно дека ништо не се работи. Веќе во теке набавка која е предвидена за санација и реконструкција на 7 училишни објекти, со речиси 78 милиони денари. Ево, кои се тие училишта? Тоа се Подрачното основно училиште Димка Тангелов во Прждево, општина Демир Капија, ученичкиот дом во состав на Средното општинско училиште Кочо Рацин во општина Свети Николе, општинското училиште Јосип Броз Тито во село Радожда, во Струшко, општинското училиште Единство во Струшкото Октиси, Јошови Кентиов во општина Кочани, Средното училиште Гостивар во општина Гостивар. Исто така, во текот на годинава се очекува до крајот да завршат и активностите за реконструкција на блоковите В и Г на студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје, за што се инвестирани 162 милиони денари. А дополнително во август е отпочната постапката и веќе е завршена за набавка на нов мебел за ученичките домови во износ од 50 милиони денари. Она што се одвојува и што кажувате дека се зема од образованието, не, колега, тоа што не може да се реализира, добро е што се зема и што се дава во општините. Знаете дека општините се задолжени најмногу по основ на задолжување на училиштата и повторно парите кои што 51% од долговите на општините се враќаат, всушност ќе значи и одглавување на многу училишта кои што едва ги одржуваат училиштата со сервисирање на електрична струја, затоплување. Во таква состојба се најде државата, мора да се санира. Едноставно, се ова што се прави само да се изврши санација на штетата која што вие направите со вашето владење. Ви благодарам.